каква е таа реформа кога нема данок. Еве сега да ви кажам дека неколку сојузни држави во Америка од период од петок до недела во кој што се врши продажба без наплатен данок, односно се врши продажба без наплатен данок, има такс-фри викенд и државата компletно се откажува од наплатата на данокот. Значи тие во Америка не знаат како треба, вие знаете како треба. Сега уште еден дел од даночната реформа. У Бугарија направена е реформа во однос на наплатата на данокот на додадена вредност како резултат на реакциите и сугестиите од бизнис и според кој, почнувајќи од 2014 година, фирмите чии годишен обрт не надминуваат 500.000 евра, ќе имаат обврска да плаќаат ДДВ дури по извршената наплата. А вие што правите? Не им плаќате ништо, а они се даночни обврзници, мораат да го вратат данокот. Им ја намалите ликвидноста и ги носите у стечај и доаѓа некој од Косово или од било каде купува без пари тука фирми и така ни уништуваат економијата. Ете, тоа е начинот на кој што работи државата. Затоа што во една, ова ќе ви го кажам затоа што имам такви информации, во една непосредна средба помеѓу еден министер од тука и некој човек од Стопанската комора, кога кажуваат дека тие не можат да издржат, министерот вели: добро, затворете, ќе дојде фирма, ќе ја купи вашата фирма и нема проблем. Ете, тоа е таа. Така ја водите вие политиката во Република Македонија, затоа што според вас се е на продажба, ама граѓаниве не се. Да знаете. Сега поред ќе одам. Вие за платите велите, сега баравте плати, сега барате ДДВ. Ајде бе едно прифатете. Зошто не ги прифативте платите? 10% баравме. 10% во МВР. Требаше да го прифатите покачувањето на МВР, па нема можеби потреба од ДДВ. Иако има, ќе ви објаснам и математички зошто. Понатаму, имавте шанса и со образованието. Што направивте? 3 недели ги оставите децата без образование, 3 недели штрајкуваа наставниците и професорите и под притисок на целата јавност мораше да се донесе таква одлука за покачување од 15%. Кој ја покачи? Владата оти сакаше? Па ако сакаше, ќе предвидеше тие средства и во буџетот за 2022 година. Не ги предвидеа. Не ги предвидеа, штрајкуваа професорите, видоа дека немаат каде, прифатија под притисок. Толку е и на родителите, и на професорите, и на сите останати. Вака се. Тоа што вие требаше како мерка да го донесете, почитувана колешке, можеби тука и меѓу вас, меѓу колеги ви има самохрани родители и сметам дека нивната обврска спрема децата не завршува на 7 годишна возраст. Вие видовте во вашите мерки што имавте предвидено? Ки има помош за самохрани родители чии деца не навршиле 7 годишна возраст. Толку. Сега од 7 години до 18 што ќе му правиме на дете? Ќе офрлиме на улица, само нека се снаоѓа, така? Не се опфатени сите. Понатаму имаше деца без родителска грижа кои што не беа опфатени. Ние и таму сакавме да интервенираме, вие не ни дозволивте. Она што требаше да го направите, не можете вие како мерка да го кажувате дека сте ги замрзнале маржите и многу пати тука објаснував, со замрзнувањето на маржите не се постигнува целосен ефект, она што треба да биде. Вие требаше да ги замрзнете основните цени, а не маржите. Па доколку се јавеше разлика во производниот процес со она што претходно било границата на замрзнување, тогаш да се субвенционира директно на овие кои што произведуваат. А вие маржите ги замрзнувате, а цените растат. И дојдовте до некое ниво и сега ви текна па и цената да ја замрзнете на дрвата. Знаете на колку ја замрзнавте? На 6240 денари. Лани јас ги купив по 2400 денари, 2500 денари. Знаете што направивте? Оставивте период за трговците и сите кои што имаат некакви криминогени умови да искористат неспособноста на државата, неспособноста на македонски шуми за да ги качат цените. Дополнително преку овие пакет мерки баравме замрзнување на ДДВ на пелети, на дрва, на брикети и така натаму. И тоа не го прифативте. И сега ова, ќе повторам, се плодовите кои што сте ги сееле во претходните
во претходниот период. Субвенциите на струја, нешто што се фалите постојано. Еве ја ќе ви кажам и за субвенциите на струја. До 36 струјата беше за стопанството 60 евра за мегават. После отиде на скапа тарифа 13.400, нефтина 11.100. Тоа е покачување неколкукратно. И сега велите дека се направиле 95 евра. Дали ги опфативте сите субјекти? Не. Колку се опфатени? Рековте 518, ако не се лажам. Од тие 518, поголемиот дел се јавни установи, или државни предпријатија, или училишта. Во стопанството многу малку се субвенционира, процентуално зборувам. Се субвенционира на околу 200, ако не се лажам, беа од прилика правни субјекти кои што се занимаваат со производство на прехранбени продукти, а останативе што да им правиме? На останативе од 60 евра, од 3600 13.400 им ја покачивте струјата. И таму е промашено, колешке. Значи, државата е за некој мајка, за некој е маќа. Во живинарството ги замрзна, односно субвенционирате струја. Знаете зашто субвенционирате? Прашајте кој е газда на ВЗ Шари. Ете, за тоа субвенционирате. А субвенцијство каде е? Каде е оние кои што се занимаваат со крави? Тие каде се? Тие не се опфатени. Зошто ти немаат линкови со крештинг бектеши? Ете, толку едноставно. И тоа, јас како што знам, многу често се реагираше од приватни субјекти, но и од овие, затоа што веле се најголемиот производствен капацитет на свинско месо, Агрија. И сега они викаат како ние не сме опфатени, овие со кокошкиве се опфатени. Епа, пријатели, вие не сте си другарчиња со бектеши. Тоа е тоа, толку е одговорот. И само една пресметка во однос на ДДВ-то. Ворете можеби нешто, еве, еден од ретките проекти кои што делумно помага во зачувување на буџетот. Зошто тоа го кажувам? Земете ги во предвид цените, што се случуваше претходно, што се случува сега. Претходно сирењето, ќе зборувам пластично, можеби со цените малку ќе изместам, не ми взимајте здраво за готово, математички сакам да ви објаснам. Претходно сирењето било 200 денари, сега е 400. Сега имате поврат на ДДВ. ДДВ на 400 денари, иде 18% на стапката на ДДВ, ДДВ на 400 денари е околу 70 денари. Од тие 70 денари, ви имате поврат 15%, значи околу 10 денари, така? Сте платиле 400 денари, ви вратиле 10 денари. Колку сте платиле? 390. Претходно сте платиле 200, не ви вратиле ништо. Колку сте платиле? 200. Разликата каде е? 190 денари, 95%. Значи инфлацијата ги јаде парите. Инфлацијата ги јаде парите, почитувана колешки. Со кашкавалот бил 300 денари, сега е 700. ДДВ на 700 денари на кашкавал е од прилика 130 денари. Ке ви вратат 15%, 17 денари. Вие на 700 денари сте потрошиле 683, односно сте ги изгубиле, а пред поскапувањето не ви враќале ДДВ, ама цената била 300 денари. Таа е математиката и таа е логиката, почитувана колешки. И пак ќе речам, делумно добра реформа беше ова или, ајде да речам, не беше реформа, меѓутоа добра мерка со ДДВ-то, дајте испочитувајте го, да ги заштитиме семените буџети на граѓаните. Толку бараме, не бараме повеќе. Благодарам. Ви благодарам.